Собранието пред една година ви даде многу значајна функција и ве избра за генерален секретар на една од најголемите институции во државата. Што си поставивте пред себе како цел кога пред една година бевте именувана на оваа функција? Благодарам. Кога на 5 јули минатата година ја презедов должноста генерален секретар на Собранието, си поставив јасна, но и амбициозна цел, а тоа е да ја унапредам работата на Собраниската служба и да придонесам кон тоа Собранието да стане вистински дом на граѓаните. Дом во кој институциите функционираат во служба на јавниот интерес и го рефлектираат духот на демократијата. Токму тој човечки контакт, искрените разговори и заедничкото разбирање за предизвиците беа мојот најважен компас за натамошната работа. Во првите недели од превземањето на новата функција, со нова одговорност, но веќе длабоко запознаена, со работата на службата низ годините, се фокусирав на уште подлабоко разбирање на секојдневните процеси и предизвици. Не останав во кабинетот, напротив, продолжив со непосредна комуникација со колегите со кои долги години соработувавме и во оваа прилика можам да кажам дека Собраниската служба е еден тим од искусни професионалци. Повторно ги посетив сите сектори и работни простории. Разговарав со вработените кои секојдневно го одржуваат ритамот на институцијата. Уште еднаш се потврдив во уверувањето дека вистинската промена не започнува во свечените сали, туку во моментот кога секој се чувствува слушнат, препознаен и вреднуван. Собранието во изминатава година, откако беше избран новиот собраниски состав, реализираше многу настани и проекти кои што покажаа дека Собранието не само што е отворено и транспарентно, туку широко ги отвора вратите и за младите луѓе и за нови и за свежи идеи. Ви благодарам на прашањето. Би рекла токму во оваа сала, позната како Кристална сала на Собранието, беше една од првите активности Собранискиот хакатон, дигитален мост, на кој млади програмери, волонтери и собраниски службеници развија дигитални решенија што ја подобруваат ефикасноста и пристапноста на процесите во работењето на Собранието. Посебно сум горда на спроведената програма за волонтирање и парламентарниот караван кој посети 10 градови кои донесаа свежа енергија и покажуваат дека демократијата се учи најдобро преку искуство. Од изложбата од ризница на Македонското собрание, ретко видени уметнички дела станаа достапни за јавноста. А по повод 80 годишнината од третото заседание на АСНОМ организиравме тематска поставка во спомен собата со избрани книги од Собраниската библиотека, подсетник дека државноста се чува со знаење и грижа. Горда сум што нашата институција ја покажа и својата хуманост преку крводарителската акција во Кристалната сала, токму во која што се наоѓаме, во која над 100 пратеници и вработени дадоа животоспасувачки придонес. Во доменот на безбедноста, благодарение на донацијата од германскиот Бундестаг, ја модернизиравме безбедносната инфраструктура. Отворивме 4 влеза и ја ставивме во функција заштитената соба, изградена според највисоки НАТО и ЕУ стандарди. Со тоа создадовме простор кој е достапен и безбеден за секого од учесник до шеф на држава. Со закон се прогласи просторот околу Собранието за безбедносна зона. При тоа го задржавме неговиот отворен демократски карактер. Паралелно ја обновивме оштетената фасада со почит кон достоинството на институцијата. Сепак, отвореноста не се мери само во простор, таа е дигитална. Новите платформи, е-регистар, Прашај го Собранието и веб платформата за контакт канцеларии со граѓаните значително го скратија растојанието меѓу граѓаните и институциите. Денес, 50 од планираните 75 канцеларии функционираат низ цела држава, а повеќе од 10.000 граѓани го посетија Собранието во изминатата година.
Со цел унапредување на контролната и информативната функција го освеживме Собраниското ТВ студио со проширена програмска шема под насловување и интерактивна веб архива, овозможувајќи пристап до дебатите во секое време. Дополнително, преку програмата за парламентарната поддршка, продолживме со процесите на институционалното јакнење на капацитетите на Собраниската служба. Во рамките на истата програма беа организирани и спроведени курсеви за знаковен јазик, со што покажавме дека во Собранието инклузивноста континуирано се надградува. Се одржа јавна расправа по повод на денови на медиумската писменост, што е нераскинлив дел од нашето секојдневие. Во духот на транспарентноста и институционалната зрелост, ја започнавме дебатата за нов етички кодекс за пратениците и веќе донесовме нов етички кодекс за Собраниската служба. Верувам дека културата на самокритичност и одговорност е темелот врз кој се гради довербата во демократските институции. Беше одржана воведна сесија за справување со насилство врз жените во политиката, која имаше за цел да ја крене свесноста кај општеството, зголемувајќи го нивото на почитување и недискриминација. Во делот на меѓународната соработка активно го јакневме угледот на нашето собрание. Бевме домаќини на бројни високи делегации и организиравме важни форуми, како што беа годишниот состанок на постојаниот комитет на парламентарното собрание на НАТО, средбата на Комисијата за правни прашања на ПАПСЕК и ЕЦПРД истражувачката мрежа. Преку парламентарната дипломатија се реализира бројни посети во најважните светски и европски престолнини, поставувајќи го Собранието како достоен партнер на меѓународната сцена. Исто така, во текот на оваа година во Собранието се одржаа свечени приеми на шефови на држави, преку кои го покажавме и докажавме нашето гостопримство и професионалност. Во која насока ќе продолжите во периодот што следува? Сето ова представува само првиот кат на куќата што ја градиме. Следува дигитализацијата на законодавниот процес од електронско поднесување иницијативи до автоматизирано објавување на конечните одлуки и нови подзаконски акти за олеснување на административните процеси. Најважната лекција што ја научив е дека ниеден напредок не е индивидуално достигнување. За секоја иницијатива стојат посветени службеници, отвореноста на пратениците и ангажманот на граѓаните. Нивните прашања, критики и предлози се вистинската сила што ја движи институцијата напред. Затоа ќе продолжиме уште порешително заедно со граѓаните да ги претвараме идеите во реалност. Ветувам дека ќе останеме достапни, одговорни и целосно посветени на мисијата Собранието да биде огледало на вредностите што ги споделуваме како општество. Визијата за јакнење на капацитетите на законодавната власт во делот на легислативата, стручната служба и транспарентноста и независноста ќе продолжи и понатаму да биде водилка кон која ќе се стремам како јас, така и Собраниската служба и сите заедно ќе го гледаме растењето на нашиот законодавен дом во една од најсилните и најстабилните институции во нашата земја. Да ја чуваме демократијата со отворен ум, со честна мисла и со визија насочена кон иднината. Благодарам на секој еден кој што е активно вклучен во Собранието, но особено на Собраниската служба за довербата, поддршката и секоја искрена забелешка. Собранието останува на страната на граѓаните.